Почитувани, во претходниот амандман имавме предлог за фотоволтаици на домакинствата. Јас предлагам еден амандман кој што се однесува на отварање на рудникот Живојно во Битола, во рек Битола, и сега ќе ви образложам зошто е тоа така. Прво, бидејќи рек Битола е најголемиот производител на енергија во Република Македонија, столб на електроенергетскиот систем, меѓутоа, бидејќи локацијата му е до Битола, на 15 километри, има од исклучителна важност и за Битола. Зошто? Бидејќи таму се вработени 3000 наши сограѓани. Тоа е првата причина. Втората причина е таа за тоа што ние како ВМРО ДПМНЕ сметаме дека рударско-енергетскиот комбинат рек Битола треба да продолжи со работа и ние се залагаме да се изврши модернизација, реконструкција, продолжување на векот на траење на постројката, се разбира и превземање на одредени мерки кои што ќе значат заштита на човековата околина, меѓутоа не за негово затварање. Трето, не веруваме во вашата зелена агенда, напротив, мислиме дека тоа е црна агенда за Битола, црно сценарио за Битола. Сега да видиме што вие ветивте на претходните избори. Јас често споменувам дека стратегиите во енергетиката, како во многу други области, ги менувате на дневна основа. Овде се извадоци од програмата Можеме, што се однесуваат нова проблематика. И викате вака: бидејќи во точка 6 АДСМ столб на македонската енергетика, бидејќи е многу важно, нашата цел во наредните години е да ги реализираме следните проекти во АДСМ: ревитализација и модернизација на сите 3 блока со редукција на прашина десулфуризација. Проектот е во тек, а планирана инвестиција во вредност од 139 милиони евра, период на реализација 2019-2025. Јас ви кажам дека тој проект нема ништо од реализација. Понатаму за блок 1 имате, да не ги читам сите, модернизација и санација на разладните кули, набавка на помошна механизација и последно, подготовки за отварање на рудникот Живојно за континуирано снабдување со гориво на сите 3 блока на рек Битола, а планираната инвестиција во вредност од 5 милиони евра, период на реализација 2019-2023. Значи, ова е ветено во вашата програма. Сега да не некој сака ова да го спинува, дека еве кога Европската Унија се залага за укинување на фосилните горива, па ние се залагаме како да не сме за обновливи извори на енергија, ќе ве демантирам. Напротив, производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија не дојде со вас кога дојдовте на власт, туку тоа постои многу одамна. И меѓутоа, која е разликата? За вака граѓаните да стекнат впечаток со производство на електрична енергија од сонце, од ветар, нема базна енергија. За стабилен електроенергетски систем ни е потребна базична енергија, односно континуирана 24-часовно производство на електрична енергија. Дека треба да се оди во насока на зголемување на капацитетите за производство од обновливи извори на енергија, тоа не е никако спорно. Меѓутоа, еве за споредба. Еден блок на рек Битола изнесува 233 мегавати. Минатата, точно е тоа, колега, точно е. Прочитајте дури на страната на АДСМ. Минатата година се дадени 31 лиценца за фотоволтаици. Знаете колку е тоа? 31 лиценца за 7 мегавати. Да се направи компарација за колкав капацитет зборуваме за рек Битола, а колкав капацитет е од обновливи извори на енергија. Значи, обновливи извори на енергија, да, без дилема. Меѓутоа, сега ако ги споменете
ние имаме една ветерница во Богданци, сега се издадени уште 3 лиценци, Свети Николе, Демиркапија и не знам уште едно место. Мојата забелешка е тоа што тоа е повластена тарифа, такви се лиценци дадени на производство на електрична енергија и се дадени на приватни лица. Ако тоа го направеше Елем нашето, ќе беше и текако профитабилно, а не како што во овој момент е со 16,8 милиони евра загуба. Значи, морам да споменам овде како се случуваше минатата година падот на производство на електрична енергија и зошто е тоа така, и една забелешка од Регулаторната комисија за енергетика. Значи, во минатата година имавме рекордно најниско производство на електрична енергија од Елем, и то од термоцентралите само 2509,86, што ако се спореди со некои минати години е значително намалување од над 40 на 40%. И сега, односно дури повеќе, производството на електрична енергија во АДСМ во 2020 година е речиси преполовено во однос на 2011 година, односно изнесува само 52%. Меѓутоа, според извештајот последен за 2020 година од комисијата регулаторна, електроенергетскиот систем на Република Македонија е стабилен и снабдувањето со електрична енергија е континуирано, пред се поради добрите интерконективни врски со соседните електропреносни системи. И ако ги погледнеме податоците, ќе видиме дека имаме оваа година заради намаленото производство, посебно во РЕК Битола, заради кое што го дадовме овој амандман, е зголемен увозот на електрична енергија. Сега баш за овие електроцентрали кои што се на обновливи извори на енергија, која е забелешката на регулаторната комисија, да, вика, треба да бидат поддржани од плановите за развој на големи хидроцентрали или термоцентрали на природен газ, кои што треба да бидат поддршка на електроенергетскиот систем и да дават одредени услуги на операторот за правилно водење на системот. Но за жал, интересот за изградба на вакви големи електроцентрали е многу мал, не само во нашата држава, туку и пошироко, и потребно е надлежните институции да преземат конкретни мерки за привлекување на инвестиции во овој дел од енергетиката. Значи, гледате дека забелешка и на Комисијата за енергетика. Уште еднаш ќе повторам. РЕК Битола. Вие, знам се, ќе излезете и ќе речите, нема никој да остане без работа. Меѓутоа, со самото тоа, 2028 година работите во енергетиката не течат како обичните работи. Тоа се долгорочни стратегии. Невозможно е до 2028 да се направи трансфер од јаглен во други енергии. Патем, гасот не е обновлив извор на енергија, нели? Меѓутоа е некој преоден период до обновливи извори на енергија. Така да, уште еднаш апелирам, зошто го поднесов тука амандманот? Заменикот министер сега не е тука, ќе речи АДЛМ си има свој буџет, меѓутоа јас го поднесувам заради тоа што АДЛМ гледаме во загуби 16,8 милиони евра, па можеме ние од буџетот нешто да помогнеме со цел да се отворат овие нови наоѓалишта и да продолжи РЕК Битола со својата работа, а во текот на некој нареден период постепено да се прилагодуваме како држава. Вие премногу брзо се избрза, се подпишаа одредени спогодби, еве сега читам пред да почнам со амандманите, дури Унгарија реагира на овие мерки кои што се сака да се наметнат. Инаку за јавноста, најголемата замерка и најголемиот проблем во РЕК Битола е сулфурниот диоксид, кој што е за 6 пати поголем од нормалата, и тоа е точно, години наназад, тоа е точно, не само кај нас, значи тоа е секаде кај што има термоцентрали, и вие се обврзавте, и тоа е, јас овде имам еден куп изјави од вашите функционери, се обврзавте дека тоа ќе го санирате, а ние ви оставивме во 2016 готова физибилити студија за тоа, со 3 сценарија. Значи, прво требаше да се изврши модернизација на електростатскиот филтер, па да се изврши десулфуризација. Тоа е проект кој што вие не го реализиравте, туку сега најнаш го менувате
сценариото. Уште еднаш сакам да напоменам, заради значењето на луѓето, на вработените во Битола, кои што не верувам дека е можно да бидат задржани, заради тоа што во рудници има 1700 вработени. Ве предупредувам да не ја чепкате Битола. Благодарам. За реплика сега е пратеникот Колече Рекчиев.